250 деца од социјално ранливите категории утре ќе заменат на бесплатно летување, што го обезбедува владата преку проектот на Министерството за труд и социјална политика. Годинава заминаа 680 деца и има уште 5 смени со 1070 лица. Добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Еве што ќе гледате во нив. Започна проширувањето на булеварот Партизански одреди. Од денеска до 29 јули отворена копаничарска изложба во Домот на култура Илинден. Одбележани 57 години од смртта на Методи Андонов Дженто. Жерновски ги потпише решенијата за запирање на објавувањето на деталните урбанистички планови. Од денеска па во наредните 120 работни дена, градот Скопје ќе работи на проширување на булеварот Партизански одреди кон црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров со изградба на кружен тек кај Порта Влае. Проектот чини 1 милион евра. Томислав Атанасовски. Градот Скопје денеска ги започна градежните работи за проширување на булеварот Партизански одреди кон црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров со изградба на кружен тек кај Порта Влае. Почетокот на градежните работи денеска го означија градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски, градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски. Значи овој кружен тек ќе има напред две ленти, после тоа ќе има пешачки, велосипедски патеки и ќе продолжи од кружниот тек према Ѓорче Петров некаде до улицата која што врти према базата на ЈСП. Ова е прва фаза од реализацијата на овој проект. Втората фаза ќе следува откако ќе ги расчистиме имотните односи со изградбата на овој кружен тек. Значи практично ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот, безбедноста на пешаците кои што поминуваат од тука. Исто така ќе се добие еден добар изглед на градот Скопје, на условно кажано сега влезот во општина Карпош во овој дел на градот Скопје или излезот од градот Скопје према општина Ѓорче Петров, сигурно дека ќе допринесе и за зголемувањето на брзината на движењето на возилата, заради тоа што веќе нема да има семафори, а со тоа и подобрувањето на екологијата, бучавата, издувните гасови кои што настануваат од возилата, кои што би застанувале доколку би имало семафори. Ова е влезната капија во општината Ѓорче Петров и можда најкритичната точка во минатото. Со тоа навистина, како што кажа градоначалникот, ќе се зголеми безбедноста на сообраќајот, ќе се намали гужвата и на пешаците и на возилата за влез и излез од општината Ѓорче Петров. Овој кружен тек ќе биде еден најголем, можда да кажам, во Република Македонија по своите димензии. Овој сервисира 5 улици, значи 2 булевара и 2 сервисни улици. Едната улица која ќе влегува во новиот дел кој е проектиран во општината Ѓорче Петров и општината Карпош. И ова практично овој кружен тек ќе биде препознатлив имидж за општината Ѓорче Петрова, се надевам и за општината Карпош, затоа што го приближува многу, да кажам, и го скратува растојанието и безбедноста до пристапот до клучните објекти во општината Ѓорче Петров, као што е пазарчето, идната општина, као што е здравствениот дом, црквата, градскиот парк. Со ова ќе се зголеми протоќната моќ на сообраќајот кој се движи од општина Карпош према општина Ѓорче Петров и посебно со ова се олеснува животот на граѓаните на Влае, пред се на жителите на Порта Влае, затоа што ова е тесно грло и сите тие возила стоја на семафорите, што значи дека гасовите се останато го загадува овој дел од општината Карпош. Со ова сметам дека многу полесно ќе се одвива сообраќајот и се олеснува животот на граѓаните на Влае. Се работи за голем проект кој што градоначалникот на Скопје во соработка со градоначалниците на Ѓорче Петров и Карпош го подготвува подолг период и денеска почнува неговата реализација. Како што кажав, ќе се одвива оваа година кружниот тек, следната година проширувањето на булеварот Партизански одреди. Така што ми беше задоволство да присуствувам на овој чин, на кој што се одбележа започнувањето на еден позначаен проект за во сообраќајниот дел во овој дел од градот. Со проектот е предвидена реконструкција и проширување на булеварот Партизански одреди од крстосницата со улицата Ацо Шопов до кружниот тек на улицата 4 јули.
Проектот ке чини 1 милион евра и со него исто така е предвидено вкрстување на булеварот Партизански одреди со улицата Ѓорче Петров кај порта Влае, изградба на кружен тек на ниво на постојниот коловоз, кој што ќе има 2 коловозни ленти и средишно зеленило. Во текот на градежните работи на овој кружен тек ќе се реконструира постојната фекална канализација, ќе се постави нова атмосферска канализација и ново улично осветлување. Градежните работи треба да завршат за 120 работни дена, а на терен ќе работат екипите на Бауер БГ. Во Домот на култура Илинден од денеска па се до 29 јули сите граѓани ќе може да ја погледнат копаничарската изложба која се организира по повод денот на општината. На изложбата која е прва од ваков вид во оваа општина се представени 22 дела од 9 копаничари, членови на Сдруженијето на копаничари на Македонија. Во Домот на култура Илинден денеска свечено беше отворена копаничарската изложба, која е дел од настаните кои се организираат по повод 2 август, денот на општина Илинден. На изложбата која за прв пат се одржува во општина Илинден, љубителите на оваа уметност, карактеристична за нашето поднебје, ќе имаат ретка можност да видат 22 копаничарски дела, изработени од 9 копаничари од Македонија. Изложбата што општина Илинден ја организира во соработка со Сдруженијето на копаничари на Македонија ќе биде отворена до 29 јули. Овој пат се представуваме во Домот на културата Илинден, во чест на националниот празник Илинден и на денот на општината Илинден. Представени се најразлични мотиви. Резбата е во ореово дрво, во главном изработена со висок квалитет, што можете се уверите и со самото разгледување на експонатите. Ова е иначе наша поред 59-та изложба од 1993 година, кога е основано Сдруженијето. Сдруженијето на копаничари секоја година одржува традиционална копаничарска изложба во Домот на Арама, а се одржуваат изложби по други градови низ Македонија, каде што не е толку застапен копаничарскиот занает. Освен копаничарските изложби, се одржува и копаничарска колонија, каде што може да се видат врвните копаничари како ги изработуваат своите дела. Во општина Илинден продолжуваат да се одржуваат настаните по повод денот на општината, па така веќе утре започнуваат турнирите во тенис, фудбал и кошарка. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски денеска го потпише решението за запирање на објавувањето на одлуката за донесување на урбанистички план градска четврт, локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Староводно, Долноводно, Мало Курило и Цвеќара и Дупот, Тасино Чешмиче 1. Решенијата Жерновски ги достави до председавачот на Советот на општината и од овој момент почнува да тече рокот од 15 дена за закажување на нова седница на Советот, на која спорните детални урбанистички планови повторно се ставаат на дневен ред. Како што истакна Жерновски, согласно уставот и законите, доколку Советот повторно ги изгласа деталните урбанистички планови, тогаш градоначалникот ќе биде должен да ги потпише и да се обрати до Уставниот суд. Жерновски не е оптимист во можната одлука на Уставниот суд, ниту дека ажурно ќе одлучат за случајот. Затоа градоначалникот ќе побара времено решение да не се применуваат овие детални урбанистички планови. Општина Газибаба заедно со урбаните и местни заедници денеска одбележа 57 години од смртта на првиот председател на Президиумот на АСНОМ и првиот председател на Македонија Методи Андонов Ченто. Во паркот Ченто беше положено свежо цвеќе. Томислав Атанасовски. На денешен ден, пред 57 години, на 24 јули, почина еден од најголемите великани, патриоти и борци за самостојна независна Македонија Методија Андонов Ченто. По тој повод, денеска пред неговиот споменик во населбата Ченто, општина Газибаба на свечен начин го одбележа денешниот ден со положување свежо цвеќе. Почет кон великанот изразија делегација од општина Газибаба, заедно со градоначалникот Тони Трајковски и делегација од Советот на општината и општинската администрација, заедно со Милан Андоновски, председателот на Советот, делегации од урбаните и местните заедници од територија на општина Газибаба, здруженија на пензионери, од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Газибаба, како и од Унијата на жени. Методи Андонов Ченто е личност со посебни особини кои предонесуваат да се издигне на повисоко рамниште од околината и средината.
Тој по природа бил мош неборбен и природно интелигентен, што му возможило брзо да ги сваќа и совладува состојбите. Решителен, самостоен, активен и честен македонец, смел борец за слобода на македонскиот народ. Тој бил доволно комуникативен со народот, што овозможил да ги запознава нивните потреби, интереси и приликите во кои живееле. Историјата на секој народ и држава ја сочинуваат бројни настани личности кои со својата појава и делување оставаат неизбришливи траги како сведоштво за едно време во кое човекот како индивидуа во најголем дел го посветувал својот живот на највисоките патриотски идеали, борба за слобода на својот народ и стекнување на сопствена држава. Таква личност е Методи Андоновченто, една од најсветлите фигури во историјата на Македонија и несомнено една од најдоследните борци за социјална правда и национална слобода на македонскиот народ. За уште еден месец е продолжен рокот за пројавување интерес за ангажирање лица на раководни позиции во град Скопје, во градските јавни предпријатија и во културните институции кои се во надлежност на град Скопје. Рокот за пријавување на огласот ќе трае до 25 август. Огласот се однесува на вкупно 16 раководни позиции во град Скопје, една раководна позиција во противпожарната бригада, 5 раководни позиции во културните установи на град Скопје и 36 раководни позиции во јавните градски предпријатија. Сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат законските услови за позицијата за која аплицираат ќе бидат повикани на интервју. Дел од нив ќе бидат повикани и на тестирање, а нивните податоци и препораки ќе подлежат на проверка. Од кандидатите се бара да имаат повеќегодишно работно искуство и соодветно образование за преостанатите позиции, а за позициите во администрацијата на град Скопје потребно е и повеќегодишно искуство во државна служба, да ги поддржуваат политиките на град Скопје во областа за која се пријавуваат, да ги исполнуваат законските услови за позицијата за која се пријавуваат, како и задолжително да го познаваат англискиот јазик. Заинтересираните кандидати на овој оглас треба да се пријавуваат само по електронски пат. Апликацијата за огласот може да се најде на веб страницата на град Скопје. Во пресред на големиот македонски празник Илинден, во недела ќе започне 36-тиот конјички Илинденски марш, што го организира Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче Илинденски марш 1978. Конјичкиот марш стартува од општина Аеродром, каде на коњаниците ќе им биде предадено општинското знаме, а крајната дестинација е Крушево, каде треба да стасаат на 2 август. Од општината коњаниците придружувани од фаланга составена од 20 на членови играорци на културно-уметничкото друштво Никола Јонко Вапцаров со звуците на зурлите и тапани ќе се упатат кон црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, минувајќи низ главните булевари на општината. Пред свеченото испраќање на коњаниците од Горно Лисиче кои се на возраст од 15 до 60 години, во црквата Свети Петар и Павле ќе се одржи свечена литургија, на која високи свештеници од Македонската православна црква ќе им дадат благослов на патот кон Крушево. Пред испраќањето на илинденците ќе се организира свечена музичка програма со настап на познати македонски естрадни уметници. Во испраќањето на коњаниците кон Крушево ќе се вклучи и општинската организација на Црвениот крст Киселавода, која во дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче ќе одржи крводарителска акција. Работнички елиминиран од Лигата на шампионите по поразот од 2:1 од Хелсинки во второто коло од квалификациите. Мексико Сити по 22 години се враќа во календарот на Формула 1 од 2015 година. Спортските вести следуваат веднаш по рекламите.